Денес за верниците муслимани е најсветиот празник, го слават Рамазан Бајрам. Днеска обично треба да се посетат сите роднини, да се дава значење на роднинските врски пред се. И нормално некои обврски треба да се исполнат пред Бајрам. Значи карактеристично е младиот како должност треба да ги посетат своите чичковци, дедовци, баби. Значи се бакнува рака, тоа е како традиција од Бајрам. Пошто тоа е уствари почит од самото почит што покажувате спрема повозрасните. Традиционален дел од рамазанската трпеза е неизбежната баклава. Зошто овој Бајрам е уште познат и под името Шекер Бајрам? Денеска славаме Рамазан Бајрам. Денеска ми е денот, 3 дена празнуваме Бајрам. Ама денеска се ослободат, денеска се празнуваме, сите поштуваме. И баклава носиме поголемите, по свекрва и свекор носиме баклава, за другите не. И толку ја сине. Баклавата оресчиња има, чоколада има, шербет правиме со шекер. И тоа. Зошто баклава се прави? Тоа останало ли од традиција? Од давно останато од старси годините останала баклава да правиш. Мора да правиш баклава, без баклава не бива. Или купуваш торта, ама торта како баклава не. Од градот што земе, ама баклава најубава, најчиста. На овој ден почитта се изразува преку меѓусебни посети и честитање на празникот. И токму на вакви големи празници до израз доаѓа и со животот во етничките мешани средини. Меѓу првите кои денес дојдеа кај верниците муслимани да го честитаат празникот беа нивните соседи христијани. Јас сум македонка, комшии сме, живееме си убаво со луѓето, немаме проблем. Они доаѓаат кај нас, ние одиме кај ни. И така, добро се живееме, напредувани селото, куќи се прават. И добро се живееме со луѓето, немаме ништо проблем. Денеска дојдовте на празникот на баклава. Празникот, она ми донесе торта, јас си врна благо. И нек се за многу години празниците, да бидеме сите живи, здрави, мир да има, синко, најубаво е. Поштуваме, да, одиме, честитиме ни празник, сето тоа. На денешниот празник му претходеше 30-дневен рамазански пост, кој меѓу другото беше одбележан и со милосрдие. Господ нека ги благослови сите тие што дават, пошто Господ вика онај што е зенгин богат, богатио треба да дава на сиромајо. Сиромајо има дел у богатио што треба да му дае зекјат. Честитка по повод големиот муслименски празник Рамазан Бајрам денес испрати штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Да покажеме дека Штип може да биде пример за соживот, почит, меѓусебно разбирање на граѓаните од повеќе вери и нации и да создадеме вредности за идните генерации. Да продолжиме по патот кој заеднички го избравме, затоа што меѓусебното разбирање покажува резултати на напредок за нашето општество. Стои во честитката од Бочварски.